Запрашената. Алијас, не ме болиш веќе. Една книга поставена зад последниот ред на мојата библиотека со години правот на времето го талоши. Немарно или намерно, запоставена и скриена од мојот видик, допир. Нови и нови пред неа редам книги. Додека ги светнувам од надвор, ги прелистувам. Ама неа, немарно или намерно не ја допирам. Само воздишка испуштам. По некоја прашинка од неа паѓа, тогаш чувствувам. Болно здрвите ја чувствувам, ми ги скокотка, ама не до смеења ми, до на другото, од неа ми доаѓа. Забегувам брзо со прстите на следната, додека со другата рака и прстите нејзини размавтувам, како да разбркувам нешто видливо. Аха, тоа ете не е. Невидливо е. Невидливото за голого, со тој покрет, често тешко ми оди да го размавтам, растурам, отпрашам. Музика секогаш го прати тој чин на средување. Онака тивка е, но токму во мигот кога прстите ќе прелетаат врз таа запрашена книга, чинели удираат. Удираат болно, до заглушување. Не, нема да оглувам на музиката од пред тоа, велам, и ја прескокнувам повторно неа запрашената. Една цела представа балетска е овој чин на средување на мојата богата библиотека. Танцуваат прстите нежно, чувствително, допирајќи ги сите книги. Но, повторно тоа, но, во мигот кога тие ќе прелетаат врз таа запрашена книга, пируетски скок чинат, вртоглав и опасен, подкревајќи од правот на запрашената. Здрвите ја чувствувам, ми ги скокотка, ама не до смеења ми, до на другото, од неа ми доаѓа. Во себе си велам, имам време за уште нови книги, пријатни ноти, нежни танци. Чинелите и вртоглавите пируети заедно со прашината на запрашената ги избегнувам. Немарно или намерно. Во меѓувреме му дадо време на порачката од една интернет страница да стигне до мене. Со очите на Дедо Мраз. И бидејќи велат старите се ко децата, мене, како старица со радост на дете, ќе очекувам да ми ја донесе тој во закуваната столица на крлање. Тогаш ќе посегнам без перипетии по онаа запрашената. Ќе се смеам и она другото ќе го правам. Ќе плачам, бре, без страв
од оглувување од музиката на чинелите или од тоа врат да скршам од вртоглавите пируети. Се дотогаш нека се талоши правот врз запрашената. А потоа со показалецот од мојата рака ќе ја допрам нејзината корица, пишувајќи наслов, ќе ставам. Не ме болиш веќе. Дури тогаш, да. И ќе се дружиме. Ке другаруваме и мудруваме, надмудруваме. Запрашената и јас. Нишкајки се во столицата, без страв од оглувување и вртоглави пируети. Листајки ја, не ме волиш веќе. Која напамет ја знаев од секогаш. Како што